Депутетот миратува ндрушимет me të cilat do të paguhet 18% TVSH për porosit deri në 22 euro nga dyqanet online jashtë vendit, si Temu, Shein dhe AliExpress. Këto porosi deri më tani ishin të përjashtuara nga tatimet. Për ndryshimet votuan 59 deputet, ndërsa 12 ishin kundër. Praktikisht kjo do të nënkuptoj arritje të çmimit për porosit deri në 22 euro, të cilat deri më tani nuk ishin të tatueshme. Zëvendës ministri i Financave, Nikol Ciankullovski, tha se qëllimi është që të mbrohen tregtarët tanë të vegjël. Më tej ai shtoi se ky përjashtim tashmë është tërhequr edhe në Serbi dhe Maltezi, ndërsa në Shqipëri është në procedurë. Основна причина заради која се врши ова измена е создавање на појасна правна рамка, спречување на злоупотреби, пофер и порамноправна положба на малите бизниси во Република Македонија со тие од странство при плаќање на ДДВ. И исто би посочил од 1 јули 2021 година Европска унија со директива исто го воведе ова, односно го укина ова ослободување. Disa deputet e mbështetën, të tjerë kundërshtuan. Само минатата година над 1000 тони ситни производи се влезени во Република Македонија, кои што не се оданочени. Значи, тој има нелојална конкуренција. Оттаму сметам дека ваквото законско решение треба да биде поддржано и јас лично ќе го гласам ова законско решение, бидејќи на овој начин ги ставаме, барем ако не ништо друго, во рамноправна положба македонските трговци. Сивата економија ви цвета кога имате рамен данок на добивка, од каде што треба да се полни буџетот, вие одлучувате на ионака огромниот процент на приход од ДДВ, кој што популарно се нарекува во левичарските кругови, барем вие знаете, како данок на сиромашни, да се полни дополнително од нив. Практично, празниот буџет ние ќе го полниме од тоа што нашето граѓанство купува шноли, боички. Ligji pas kalimit të filtrave kuvendor hyn në fuqi 8 ditë pas publikimit në gazetën zyrtare.